Благодарам за поканата и за можноста да бидам дел од оваа значајна дискусија, иако сега се вклучувам во работата на веќе донесената стратегија и на овие активности. Ама подолго време работам во оваа поле и сметам дека еден од можеби најчувствителните и најважните општествени предизвици токму ова, точно политиките за дроги и психоактивни супстанци. А кога зборуваме за дроги и психоактивни супстанци, сакам да нагласам дека дефинициите се нужни. Заради тоа што многу често зборуваме за дроги, психоактивни, психотропни супстанци, сето тоа е менливо, но исто така е многу важно да имаме дефиниција. Гледајќи го абстрактот, сакав да адресирам неколку нешта кои што ми се видоа интересни и кои што се во доменот на моето делување. Ама само накратко, јас сум професор по фармакогнозија, фитохемија, фитотерапија и работам со дроги скоро цел мој живот. Бев член во 2015 година во групата која што го креираше и го донесе законот за легализација на канабисот за медицинска употреба, негова култивација и негово пуштање во промет и така натаму. Долго време бев во двете комисии, и од комисијата на Министерството за здравство за регулирање на оваа проблематика и во комисијата од Македонската агенција за лекови и медицински средства, исто така за регулирање на производството на канабис за медицинска употреба. Гледајќи ги абстрактот и стратегијата, има три главни приоритети. Јас нема долго да се задржам на некој од нив, но само таксативно ќе адресирам некои работи. Во еден од приоритетите е намалување на побарувачката на дрога. Вовде колегите многу повеќе зборува, јас како професор велам дека е навистина потребна, а и министерот кажа, интеграција во нашиот образовен систем на сите нивоа на превентивни програми, но исто така и запознавање со проблематиката дроги и психотропни супстанци. Ние на фармацевскиот факултет ни е должност и го имаме тоа во нашата програма, но и во летниот период веќе имаме реализирано пета, ова година имаме и шеста летна школа, летен универзитет за околу 150 студенти од цела Европа доаѓаат и зборуваме токму на оваа проблематика. Побарувачката на дроги и намалување, колешката зборуваше како здравствен работник, и ја истото ќе го кажам како здравствен работник, во целосно се сложувам и инсистирам за еден холистички пристап, базиран на ова проблематика како дел од јавното здравје, што е многу важно. И тоа е во согласност со европските политики за намалување на побарувачката на дрога. И би требало да имаме еден интегративен, холистички и инклузивен пристап наместо репресивен пристап. Во втората точка од стратегијата за намалување на понуда на дрогите, сега тука доаѓаме до делот каде што подолго време работам, а тоа е, ќе се осврнам точно на легалната индустрија за производство на канабис во Македонија. Имавме една идеја како тоа да го направиме и почнавме со еден закон, но со текот на годините не успеавме да го смениме тој закон и да го прилагодиме кон барањата на растечката индустрија и потреба од канабис, зборувам не во Македонија, туку во Европа и на глобално ниво. Значи, формиравме еден млад организам кој почна брзо да се развива, а не му дозволивме доволен поддршка, супорт, и заради тоа настана сите тие девијации и овие девијации кои што ги имаме во моментот. Она што би сакал да го нагласам е дека треба да се намалат административните бариери и да се зголеми правната сигурност за оние компании кои што работат во оваа поле, бидејќи имаме преку 70, сега работат околу 40, просекот на тоа колку е инвестирано во овој бизнис е околу 500
милиони евра или пола милиарда евра, затоа што секоја компанија е околу 5-70, од 5 до 10 милиони, па тоа е просекот. Мислам дека е неопходна промена и усогласување на законските и подзаконските акти, согласно со ова што го имаме овде, но и се разбира согласно со европските регулативи, и мораме да го поддржиме легалниот промет и извоз на канабис и исто така достапноста на канабисот за медицинска употреба до пациентите и корисниците во Македонија, што е многу важно. За сето ова да биде реално, би требало да се зајакнат институционалните капацитети. На нашиот факултет, на фармацевски факултет, имаме лабораторија која што, можам да кажам, работи со еден неверојатен интензитет, вршејќи контрола на канабисот кој што легално се употребува, кој што легално се произведува во Македонија. Она што е важно кога зборувам за интерсекторската координација е координирањето помеѓу, да кажам, вакви лаборатории кои што се малку во Македонија со засегнатите страни, но исто така и со институциите. Во овој момент, а не само во овој момент, и подолго време, десетина години од кога е донесен законот март 2016 година, контролата и надзорот врз производството и трговијата со медицински канабис во Македонија е базирана на 5-члена комисија од Министерството за здравство. Дополнително производството, фармацевското производство под фармацевски услови е регулирано од Комисијата за добра производствена практика од МАУМЕТ, Агенцијата за лекови. Какви и да се тие луѓе, какви и да е таа комисија, ако го видиме обемот на компании, обемот на тоа што се прави, сметам дека тие капацитети се недоволни, иако беа предвидени некои други мерки и за превенција, но исто така и за контрола и мониторинг во законот, тие не се спроведуваат. Сметам дека е многу мало и тоа треба да биде зајакнато. Се зборуваше долго време и една од целите развој на електронски систем за следење на производството на канабис, но не само на канабис, и на сите психотропсни супстанции кои што се произведуваат, зборувам за легално производство во Македонија, но се уште тоа е само на хартија. Колешката кажа дека имаме многу нови психотропни супстанции, да, тоа е точно. Некои земји од Европа имаат многу добро воспоставен систем како ги препознаваат, например Холандија. Кај нас е многу инертно и немаме воспоставено таков систем, така да, например, ако тетрахидроканабинолот како чиста субстанца е класифицирана во листа број 1, ако се додадат уште 2 водороди, ќе стане хексахидроканабинол, тоа го нема никаде, може да биде и се продава во Крција, во вајпови и така натаму, така да тој систем не е воспоставен. Треба да бидеме свесни за такво нешто и треба да воспоставиме систем за брзо следење и ажурирање на листата, но тука треба да бидат зајакнати и капацитетите на институциите кои што тоа се способни и можат тоа да го прават. Повторно ќе дојдам до аналитичките лаборатории и капацитетите и за форензика и за следење. Ние она што го правиме од научен аспект, истражувачки аспект и, ќе речам, комерцијален аспект. Од аспект на нашата држава да тоа институционално се зајакне и поттикне, до сега такво нешто не сме имале, ама мислам дека би требало да сите овие лаборатории се интегрираат во еден систем. И сметам дека тоа е доста важно. Потребно е размена на повеќе информации, таа интерсекторска комуникација е многу важна,
Зошто? Затоа што во минатата година ми завршија тројца докторанти, кои што едната колешка работеше на диворастечки канабис автохтон во Македонија, втората работеше на клеточни култури и ткивни култури за производство на овие психотропни супстанции, а втората работеше на спектроскопски техники за идентификација брзан во царински услови, на поле, колку има ТХЦ, колку има ЦБ. Така да ние се развиваме, не верувам дека да, достапно е во репозиториумот на УКИМ, достапно е во многу научни списанија, ама сметам дека треба да има поразличен систем како да се разменуваат овие информации на национално ниво. Така да она што би сакал да заклучам, а подоцна и во дискусијата, дека во усогласувањето на нашата легислатива со европската, да, треба да ги следиме трендовите, но никако не треба да не го земеме предвид она што го имаме веќе воспоставено, капацитетот економски на индустријата за канабис. Никако не смееме да го заборавиме моментот дека легализацијата на, зборувам сега за канабис, на канабис за медицинска употреба беше поради барањето и потребата на пациентите и корисниците во Македонија, и сметам дека сето ова искуство треба да го интегрираме. Јас зборував за канабис заради тоа што видов дека во препораките многу често се спомнува. Освен канабис, подолго време работиме на нели афион, кој што го има во Македонија. Тоа е регулирано, но и подолго време воопшто не му е обрнато некое позначајно внимание. И сметам дека и тоа би требало да го земеме предвид, бидејќи во последно време, освен канабисот, во многу земји во кои што бисте се зачудиле дека тоа зазема за вас, како на пример Велика Британија и Шкотска, да не зборуваме нивните од Комонвелт земји, Тасманија, Австралија и така натаму, се повеќе и повеќе зазема замав, се зголемува производството и се работи на афион. За сега толку ви благодарам.